Не брзајте со законот за минерални суровини и порачаа рударите на владата. Бараат измените да не се носат по скратена постапка, туку поорганизирана јавна дебата со сите засегнати страни. Според Македонската асоциација за рударство, измените на законот се лоши, исклучително штетни, нелогични, селективни, недоречени и неприменливи во пракса. Законските измени предвидуваат забрана на примена на цијанид, сулфурна киселина и други супстанци во текот на геолошките истражувања, преработка и експлоатација на минерални суровини. Во моментов цијанид се користи во злетово, Раница и Саса, во благи дозволени количини според светски стандарди. Доколку нивната употреба се забрани, дел од рудниците пред неколку месеци најавија можно отпуштање на работници. Луѓето во развиените земји размислуваат како да се направи да биде и да има и рударство соодржлив, економски и еколошки развој и да има земјоделие кое да кажеме е паралелна некоја насока. Ние за тоа дискутиравме, но не успеавме да направиме понатамошни заклучоци и тие заклучоци не дојдоа до предлагачите на овој закон за измени и дополнување на законот за минерални сировини. Од друга страна, Лилјана Поповска од Дом, која е една од подносителите на измените на законот, бара финансиска гаранција за евентуални еколошки штети. И на тој начин да бидеме спасени од рудници кои што со отворен коп, со површински коп, кои што употребуваат цијаниди и сулфурна киселина за лужење и за флотација. Сметаме дека тоа е извонредно значајно, се разбира тоа нема да ги засега постоечките 4 рудници во држава. Инаку само во Саса, Раница, Бучим и Злетово, кои се носечките столбови на македонското рударство, работат над 2500 лица. Вкупно во рударската индустрија на ниво на држава се вработени над 13.000 работници. Рударството учествува со 12% во вкупната индустрија во земјава.